штетата е ненадоместива, голема штета. Трската ќе се регенерира, ама живиот свет што умре во нејзе нема да се регенерира. Па веројатно и не сме луѓе. Кој и зошто ја претвори Републиката во пламен? Сериозни индиции имаме дека ова го прават дури и од политички причини. Добро, јас не би ја коментирал изјавата. Околу деталите во кривичните пријави, тоа е веќе надлежност на обвинителството. Но министерот изјави. Се уште чадат трупови на 100-годишни буки на Малешевските планини. Пожарите што без неја изминатиот период уништија 800 хектари шума и пасишта во овој регион на истокот на државава. Шумарскиот инженер Ѓоко Портарски, кој во јавното претпријатие е одговорен за овој реон, со неверување гледа во остатоците од неговата децениска работа. Овој подмладок, после пуштањето на стеблата оставени за семе, обновата е успешна, природата си го направила своето, ние како шумарство сме направиле својата улога, сме ја одиграле, сме отвориле простор за обнова на подмладокот, меѓутоа овде нема останува на човек ништо освен да тагува, да седне вака, да гледа и да тагува. Портарски вели дека минатогодишната тревна вегетација сега е потполно сува и затоа ветерот лесно ги шири пожарите. Досега се соочувале со примери за намерно палење на шумите од дрвокраци, кои по пожарите ги собирале здравите остатоци. Во минатото сме имале такви примери. Се претпоставува дека луѓето понекогаш сакаат да дојдат до дрвна маса, меѓутоа ова не е начин. Дали повторно станува збор за таков случај, не сакаше да коментира. Огнот проголтал дрвна маса, еднаква на таа што Беровското шумско ја сече на годишно ниво. Како дрвна маса, ако ги наредиме 27 километри должни со огромно дрво од висина 1 метро и ширина од 1 метро, колкава е таа дрвна маса, меѓутоа тоа е сепак еден многу мал дел на штета настаната во природата. Големата штета е појавата сега на ерозии. Ова целата територија е подложна од овие 800 хектари следните поројни дождови, целото ова црнило ќе го влее во брегалница и брегалница понатака надолу. Пожарот уништил уште една гранка од која Беровското шумско претпријатие остварувало приходи. Производство на етерични масла од смрека, кои имаат лековити и козметички својства. Од 100 килограми смрека, Juniperus communis, сината смрека, се добива кило и пол до кило и 600 улје. Нема за до година, нема, тоа е изгорено. Случило до сега во март да имате вакви пожари? Никогаш. Не. Никогаш. Климчарски и Портарски, едниот актуелен, другиот поранешен директор на шумското подружница Малешево, меѓу првите излегле на непристапниот терен на кој избувнал пожарот. На тоа ги обврзува и годишниот оперативен план, според кој македонски шуми треба први да направат увид и да почнат со гасење. Но подружницата во Берово располага со само едно возило и тоа со капацитет од 300 литри вода. И покрај тоа сметаат дека со мала инвестиција Берово може да стане регионален центар за превенција од пожари, зашто има инфраструктура која треба само да се приспособи. Централната власт ветила помош од 30.000 евра за таа намена. Значи, ни требаат уште најмалце 2 возила вакви и најверојатно дека ќе имаме околу 10 вработени и тие при појавување на пожар, значи нема да вршат други работи, него ќе бидат сконцентрирани само на оваа дејност. Без возила, поради непристапниот терен, се гасеа и пожарите во Сирхан, во Преспанскиот регион. Викендичката на Дамјан Симоновски пред 10 дена била обколена со пожари, еден во Националниот парк Галичица, друг во паркот на птиците Езерани. Штетите се огромни, скоро целиот резерват Езерани, што е за птици природен, е изгорен. Што значи све тоа јајца, трска, мрска, дур се обнови леглото, ќе треба некое време. Плюс голема опасност имаше, тоа е на самата линија до викендиците и ние уште и после третиот ден 2 пати бувна до викендиците, значи ние уствари 4 дена гасевме пожари у Сирханот. Доброволците го гаселе пожарот во придружба на вработените од Националниот парк. Низ дабовата шума на Галичица нема простор за пожарната.
Ако не го исчистиме ние, и постои голема опасност да префрли. Ако префрли позади веќе нема пат и тоа е тешко дека некој ќе запре да изгори брдото. А веќе од тоа брдо и повторно постои опасност во села, во населени места да се симне пожарот. А и не е малку од овде, ако поминеме сигурно уште 700-800 метра изгорено, надоле до езеро се изгорено и нагоре до врвот на калето изгорено, тоа е на 1100 метра врвот на калето. Неговиот прв сосед директно ги обвинува државните институции за пропустите. Ова држава која е држава, треба сегде имаат катастарски парцели, кој е горел да го казнат. Па намерно е запалено, не е случајно запалено. Зошто некој намерно би запалил? Има разни причини, да не кажувам ја многу, него не знам како може да нема еден Канадер, 3 национални парка, 2 езера, само со 2-3 налета може да го изгаснат пожарот. Ние одиме, местново население највише помогне и шумарите. Друго, пожарно до овде може да оде, нагоре нема пат за пожарна да гаси. Преспанскиот регион изгуби 300 хектари шума и пасишта во пожарите изминатиот месец. Градоначалникот на Ресен, Живко Гошаревски, смета дека причина е човечки фактор. Избегна да одговори кој е мотивот да се предизвика пожар, но и за него е неспорно дека условите за превенција мора да се подобрат. Разговарав јас веќе и со надлежни институции, авторитети, и веќе размислуваме како да покриеме, бидејќи сега знаеме со новата технологија имаат системи за рана превенција, за укажување тие можни жаришта каде што може да се појави пожар или друго временска непогода, така да многу треба сите да размислиме околу ова и брзо да интервенираме, да најдеме решенија. Но конкретно решение во моментов немате ни вие? Во моментот капацитетите на општина Ресен, како и на многу други општини, се тие. 360 степени веќе објави за очајната состојба на противпожарните единици во цела држава. Просечната старост на возилата е 27 години, а добар дел се обезбедени од донации, откри анализата на Центарот за граѓански комуникации. Првиот човек на Дирекцијата за заштита и спасување вети дека ќе разгледа опцијата за враќање на противпожарната заштита во надлежност на централната власт. Воздушно пак државата има 3 авиони за гасење пожари, од кои едниот честопати е во дефект. Портпаролот на МВР Тони Ангеловски не сака да ја коментира изјавата на неговиот предпоставен министерот Оливер Спасовски за партиско-политичка позадина на зачестените пожари изминатите недели. Околу деталите во кривичните пријави, тоа е веќе надлежност на обвинителството. Но министерот изјави вчера. Спасовски. Значи, околу деталите за тоа причини, конкретно кога веќе ќе поднесеме до обвинителството, ќе одговори обвинителството. Квалификацијата на делата се прави во координација со јавното обвинителство, вели Ангеловски по критиките во јавноста откако порталот Призма МК објави дека потпалувачите се гонат за предизвикување општа опасност, а не за предизвикување пожар, зашто и казната е поголема. Јавното обвинителство минатата година имало вкупно 23 предмети за пожари во целата држава и сите обвинети биле гонети за предизвикување општа опасност. Во првите 3 месеци од оваа година отворени се 8 предмети без Сковскиот регион за кои се уште се сумираат податоците. И повторно доминира кривичното дело предизвикување општа опасност, освен во еден случај во Прилеп во кој се гони за тешки дела против општата сигурност. Од обвинителството не одговорија дека квалификацијата на кривичното дело зависи од доказите и фактите во секој предмет поединечно, особено за местото на пожарот, намерата на сторителот, штетата и последиците. Според податоците од Македонски шуми, во март во земјава имало 128 пожари, што е рекорден број во периодот само еден месец. Под оган биле 2817 хектари, од кои речиси половина во Беровско и Преспанско. И додека се чека зголемување на капацитетите, шумските подружници се обидуваа со постојните капацитети да се организираат што е можно подобро при евентуален нов бран пожари.